Меѓутоа, во својата огромна мудрост, Соломон истакнува дека самосовладувањето е подостојно за почит и представува вистинска големина, споредба со секоја друга победа. Мерено со големината на човековото искуство, за земањето на еден град е исклучителна победа во тоа време. Според божествените мерила, да се има контрола над самиот себе, да се биде господар над себе си, е многу поголемо достигнување, за разлика од она освојување на град или не знам што. Да се разбереме, овие достигнување не се само наменети за одбрани луѓе. Тие му стојат на располагање на секого од нас. Секој самиот на себе си е најдобар пријател или непријател, се зависно од самиот ти. Една стара нордиска легенда раскажува за некој човек кој верувал дека го гони некое зло суштество, кое се обидувало да му го загорчи животот. Останете до крај и слушнете внимателно, чујте приказната. Тоа страшно суштество му го разурнало покривот на куќата, му ги скршило прозорците, му ја уништило градината. Му го убило добитокот и му ја расипало летнината. Овој човек не можел повеќе да издржи, па решил да се бори со чудовиштето. Почнала голема борба, паднале на земја и се стракалале наоколу и двајцата. Резултатот долго бил неизвесен. Најпосле, собирајќи ја сета своја сила, човекот го притиснал чудовиштето и цврсто го држал со своите раце. Го извадил ножот да го убие својот непријател. Но во тој миг ветрот ги разделил облаците и сјаен зрак на месечева светлина го осветлил лицето на чудовиштето. На човекот му застанал здивот. Тој човек, лицето кое го вишол, знаете ли кој бил тоа? Тоа лице беше неговото. Поука, секој човек од нас има свој непријател. Секој човек има чудовиште во него. Во секој човек постои чудовиште. Но прашање до тебе, дали ти се бориш како што се борел овој човек? Дали ти го соборуваш своето чудовиште во даден момент? Дали својот јазик го контролираш? Дали својот ум и своите мисли ги контролираш? Дали ти ги водиш своите мисли и своите емоции или тие тебе? Дали ти си Богот над нив или тие се твој Бог?